Музичарите ќе ја паметат 24-та по концертите, настапите и хитовите кои што ги имаат, спортистите ќе ја паметат по успесите. Во средата Министерството за спорт ги додели наградите за најдобрите во спортот за изминатата година и како најдобри беа прогласени Бобан Илиовски и Милјана Релич. Вчера вечер пак Македонскиот олимписки комитет ја додели на официјална свеченост, ја додели наградата Златна Олимпија за 24-та година, награда што се доделува на најуспешните спортистки и спортски работнички. И наградата Златна Олимпија за 24-та година ја доби Милјана Релич. Епа, Мила и нејзиниот тренер Александар Ефремов се денес во нашето студио. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре дојдовме. Благодариме за поканата. Мила, најпрво честитки за наградите, за успесите, за се она што го направи во 24-та и ти посакуваме 25-та да биде уште поуспешна. Благодарам. Иако не е олимписка година, мора да кажеме. Ајде вака, кога ќе се навратите, да речеме, една ретроспектива да направите за она што се случуваше во 24-та, по што ќе ја памтите? Веројатно најмногу по Олимпијадата. Така е, дефинитивно најмногу по Олимпијадата. Олимписка година, многу напорно се припремавме за таа Олимпијада и се надевам дека се покажавме во најдобро светло. Многу малку фалеше да стигнеме до медал и втората борба заврши нерешено, меѓутоа ете, тоа е спортот, ние одевме, целевме на медал, сега здраве Боже со нови сили понатака на следната Олимпијада. Сигурни сме дека ќе освоиме медал. Во спортот веројатно е важно не само физичката и подготвеност, нели? Туку е важна и таа спортска среќа. Мила уште на самиот старт беше подготвена и направи подвиг кој што ги воодушеви сите. Веројатно тебе ти даде и ветер во грбот. Ја победи двократната олимписка шампионка Џонс и влезе во четвртфиналето. Така да, ја победивме, иако никој не веруваше дека можам да ја победам. Ние со тренерот верувавме, во борбата влегов максимално сконцентрирана, храбра и верував во себе дека можам да ја победам. Овој успех беше оценет од многу спортски новинари, спортски коментатори како една од сензациите на летните олимписки игри. Па така е, значи одма после надпреварот со, односно борбата со Џеј Џонс, интервјуа и Евроспорт и BBC, беше на насловна страна на тие моќни медиуми, како за сензација, затоа што Џеј Џонс е буквално легенда во теквондото. Ова е четврта олимпијада, 2 пати олимписка шампионка, светска шампионка, 3 пати европска шампионка, многу гран при медали златна, значи буквално идол во овој спорт и така да оние што никој не очекуваше од останатите што се надвор од Македонија од Балканов дека навистина можеме да победиме. Меѓутоа ние тука што јас и претежно и останатите тренери тука на Балканот кои што знаат Мила, кои што гледаат како напредува и како се бори, веќе знаеа дека можеме да победиме и беа сигурни во тоа. Токму поради незината форма на Мила пред олимпијадата на тие турнири каде што закити со многу медали, победи многу надпреварувачки, вклучително репрезентативки на Русија и на Турција кои што се светски велесили во теквондото. Токму поради тие резултати ја доби таа специјална позивница од Светска теквондо федерација од Кореја за да настапува на олимпијадата. Таа вајлд карта е една и единствена за сите женски теквондистки од цел свет и за една категорија само се. Така да уште потешко со таа да се освои отколку да се обезбеди норма, меѓутоа Мила одлично ја оправда таа нивна доверба и се надевам дека понатака ќе освоиме и медал на следна олимпијада. Во Македонија боречките спортови имаат огромна традиција, но можеби не се толку или не беа толку популарни кај помладите, се додека не ни се случи оно освојување на сребрениот медал на Дејан Георгиевски на летните олимписки во Токио. Сега годинешниот успех на Мила, така што веројатно боречките вештини или теквондото е еден од спортовите кои што веројатно ни дава надеж дека може да избиеме во светскиот, бидејќи во европскиот врв веќе сме.
Па сега, да не бидам субјективен дека јас сум од теквондо и да кажувам, меѓутоа верувајте ми дека во теквондото моментално е водечки спорт во државата и според тоа какви надпреварувачи, какви таленти имаме и пред се какви тренери работат во клубовите, колку се фокусирани, амбициозни за светски резултати, така да дефинитивно моментално најдобар спорт и очекувате уште повеќе медали на силни турнири. Јас верувам дека ја кажувате вистината и верувам дека многу работите на тоа поле. Мила, успеваш ли да ги усогласиш сите обврски што ги имаш и да најдеш слободно време за да си ги исполниш желбите кои што ти одговараат на твојата возраст? Па, навистина, доколку сакаш да си на врвот, односно професионалец, навистина бара многу пожртвуваност и некогаш треба да се откажеш од работи како што се постојано да внимаваш низ храната, затоа што јас се борам од одредена тежинска категорија и мора цело време да бидам до 61 килограм. Значи мора постојано да се внимава на храната, да се жртвува времето со своите најблиски пријатели, но сето тоа се исплати кога ќе го ставиш на медалот на врат и од тоа побаво чувство нема. Инаку не ова прв твој ваков голем европски успех. Имаш освоено минатата година и златен медал со 4 победи на Европското клубско првенство во таеквондо. Јас мора да се потсетам овде што се имам извадено како твој успех. Значи, златен медал во сениорки до 62 килограми на Европското клубско првенство и златниот медал си го освоила со 4 победи и повторно без изгубена рунда. Да, тоа беше во месец декември на Европското првенство до 21 година и тоа беше еден од нашите поголеми медали затоа што беше Европско првенство, но после тоа следуваше од поголемите турнири како што се Г1 и се собираат поени за олимписката и светската ранг листа во Турција каде што освоив сребро, а пред олимписките игри во мај станав европска клубска шампионка. Мора да кажам дека ваши се зборовите дека таеквондо вежбаат повеќе од 50 милиони вежбачи во светот. Конкуренцијата е изморедна, но дека се надевате на се поголеми успеси и резултати и дека секако стоите за своите спортисти кога станува збор. Може и повеќе од 50 милиони да се активни вежбачи, само ќе ви кажам во една Турција на нивно државно првенство, само на мила категоријата во 62 килограми, кај што се натпреварува во сениорска, значи 18 плюс што се, А класа, црни појаси, има 250 натпреварувачки само во незина категорија. И ние кога ќе отидеме во Турција да се бориме или со русинките или со французинките, значи они од 250 натпреварувачки избираат една натпреварувачка, а ние таа ја победуваме. Така да дефинитивно Македонија е плодна земја за таленти, за овој спорт и со напорна работа, без разлика колку се бројни, колку они се успешни, ние можеме да ги победиме. И затоа верувам дека и понатака може да направиме уште успеси, затоа што таа бројка нас таму не плаши. На последното рангирање на олимписката ранг листа Мила е рангирана како на седмата позиција. Она што дава надеж е дека почнува процесот на собирање на поени за олимписка А норма, за да не чекаме wild карта за Олимписките игри во Лос Анџелес 28-та. Што е она што сега почнувате да го одите патот кон Олимписките игри во Лос Анџелес? Каде се ќе настапувате, каде се ќе има борби во периодов од следната година? Па вака, значи веќе Мила има освоено поени од Олимписките игри во Париз, така да тие поени се префрлаат, да. Се рачунаат значи за следната олимпијада. Годишно на овие Г1 или Г2 турнири кои што се секоја држава што ги организира, максимум може да се освојат 40 поени.
Понатака има дополнителни турнири како Европско првенство секој 2 години и Светско првенство секој 2 години, тоа се дополнителни турнири и Гран При над преварите што овој пат ќе се одржат од 2026 до 2028, 3 или 4 турнири годишно, тоа се дополнителни поени, односно тоа се како Гранд Слем мечови во тенис што се, и на тие надпревари се собираат поени. И можеби најбитно е тоа Светското првенство 2027 каде што таму најмногу поени ќе се освојат за предолимписките игри во Лос Анџелес. Мила, подготвена си за предизвиците кои што се пред тебе? Да, максимално подготвена и мотивирана. Сега знаеме дека можеме да се носиме со најдобрите, дури да ги победуваме. Така да, сега за следните олимписки игри патот е полесен, знаеме веќе како и за 4 години ќе бидам уште поискусна, со повеќе искуство, постара. Така да, очекуваме медал. Многу ме интересира цело време, бидејќи кога ги гледав и инсертите што ни ги подготвија колегите од спортската редакција, кога пребарував по интернет, се подготвував за разговорот, цело време ме копкаше едно нешто. Како вака едно мило, ситно, елегантно девојче се снаоѓа по ваков спорт? Да, често ми го поставуваат тоа прашање, но една сум вака во живо, но друга на татами. Верувам дека се преобразувате сите кога ќе стапнете во рингот. Јас така ќе се изразам, верувам дека е така. Успеваш да се снајдеш мила надвор од татамито и мила кога треба да се подготвува за борба. Да, тоа се сосема две различни личности. Во борба сум сосема едно друго девојче, храбра, сконцентрирана, така да. Но верувам дека и дел од овие карактеристики што ги имаш кога станува збор за борбите, храброста, истрајноста, издржливоста, пак од друга страна ти се водилки во животот. Да, спортот не учи на тоа и во приватниот живот да ги имаме тие особини. Празниците се пред нас, успешно ја завршивте 24-та. Ќе имате ли време малку да здивнете, да одморите? Ќе мора ли да вежба Мила 10 дена поредно? Одмор, Да има 2-3 ден, дена. два пауза, затоа што веќе турнирите ни почнуваат. Првиот турнир ни е веќе на 10 февруари, така да не можеме да имаме некоја подолга пауза, затоа што имаме само месец дена да се спремиме до тогаш. Каков е како тренер, Александр? Навистина посветен. Вака како соговорник е многу окей. Навистина како личност е прекрасен и посветен, се труди, максимално мотивиран, тука и секогаш за мене да ме мотивира, но некогаш знае да биде строг за време на борбите, да ми викне доколку не сум сконцентрирана, но сето тоа е за моје добро да добиеме борбата. Има ли нешто на што и забележувате најмногу на Мила? Кога не ве слуша? Па, ако е многу гласна публиката, и тогаш не е слушна, пример, на втората борба во Париз, навистина беше многу гласно таму и не ги слушаше моите, не можеше да ги дослушне моите совети. Но тоа е од оправдани Тоа е од причини. оправдани причини, да. Друго, значи, со текот на времето, на почетокот имаше мала самодоверба, бидејќи доаѓа од, да речеме, мала земја, се бори со светски велесили, со надпреварувачки кои што имаат цела армија тренери позади нив, кои што имаат секакви можности за вежбање и сето тоа за некој млад надпреварувач ствара некој дополнителен притисок дека како можеме ние со нив да ги победиме, дале можеме да се носиме и сето тоа. Меѓутоа таа карактеристика односно самодовербата се гради со читање на мотивациони книги или со разговор или со одење на тренинг кампови кај што се тренираат најдобрите надпреварувачки од Европа и од светот и на крај крајава кога ќе види дека може со тие надпреварувачки да се води на тренинг, исто така може и да се носи во борбите. Така да таа негативна карактеристика што имаше сега е едноставно сега е позитивна карактеристика бидејќи има огромна самодоверба. Па успеавте да покажете дека и спортистите кои што доаѓаат од мала земја, кои што се релативно млади, можат да победат олимписки шампиони двократни. Можат да се надеваат на освојување на медал на олимписки игри и може да бидат први
во Европа кога станува збор за клупското надпреварување. Мене ми беше исклучителна чест и задоволство што денес бевте дел од нашата емисија. Искрено ви ги честитам сите награди и ви честитам за успесите што ги постигнавте во оваа 24-та и се надевам и ви посакувам уште поголеми од следната година, па се до Олимписките во Токио. Ви благодарам многу. Благодарам.